Течна и лесно расиплива храна директно да не се фрла во контейнерите, особено на високи температури кои следуваат во наредните денови, апелираат комуналните инспектори. Кога има таков тип на отпад, да кажем отпад од домаќинство што и останува од храна, кога веќе нема друга алтернатива да го одлагаат на некое друго место, треба да го одлагаат во кантите и во контейнерите, значи посебно да го пакуваат, да не доаѓа до контакт со другиот тип на отпад, бидејќи се собираат, како што кажав, животни, инсекти и може значи да се јават и проблеми и заразни болести и едноставно значи да пазат дека го фрлаат и како го фрлаат, односно знаете доколку има некој тип од манџа, остатоци од готвена храна, значи да се стави во некое кесенце, да се добро врзе и потоа да се одложи во кантите и во контейнерите каде се одлага значи комуналниот отпад. Со ист апел се и од јавното предпријатие ИСАР. Голем проблем во одржување на хигиената се граѓанските навики да се фрла течна храна во контейнерите. Во вакви услови се шири тешка и непријатна миризба, а на првата линија од здравствениот ризик се работниците одржувачи на хигиена, потенцираат од јавното предпријатие ИСАР. Апел на истата тема упатуваат и од Центарот за јавно здравје, од каде потенцираат дека лесно пристапната храна во контейнерите е погодна за глодарите кои исто така може да бидат пренесувачи на тешки зарази. Секако тука е ризикот и од цревни болести, на кои од истите причини се изложени сите.